Годинава во самиот МЕФ, како што кажав, разговаравме освен за енергетика и за други аспекти, од климатските промени и начинот како светот и Западниот Балкан се справува со климатските промени. Една од важните пораки која што произлезе од МЕФ е дека веќе од периодот што следува треба да преминеме на акција, бидејќи минатите 10 години зборувавме за цели, зборувавме за таргети, зборувавме за стратегии, веќе мислам дека знаеме што треба да правиме, немаме дилеми каде треба да се движиме во однос на енергетската транзиција и сега веќе е време за акција и за имплементација на сите тие цели, сите тие стратегии кои што сме ги усвоиле како земја и како регион поопширно. Значи, прашањето веќе е како тоа ќе го направиме, како ќе ги изградиме проектите, како ќе ги финансираме, како ќе ги модернизираме институциите, како ќе ги подготвиме луѓето, бидејќи човечкиот капитал е најважна алка во енергетската транзиција и со други зборови мислам дека веќе преминуваме од амбиција кон имплементација. Втора важна порака е дека енергетската безбедност и климатската политика повеќе не се одвоени како теми. Порано имавме ресор кој што го води екологија и ресор кој што сега се води под Министерството за енергетика. Веќе сите тие се многу испреплетени и мора заеднички да делуваат за да имаме по далекорочен импакт врз справувањето со сите штети кои што произлегуваат од климатските промени. И третата порака е дека светот влегува во една нова фаза на електрификација. Тоа значи дека побарувачката за електричната енергија вртоглаво ќе расте. Само денес IFC излезе со бројка дека до 2040 скоро 26% ќе има пораст на побарувачката на електричната енергија, бидејќи се електрифицира секој аспект од нашиот живот, од возилата, од домовите, од транспортот, индустријата, грејењето, дигиталната економија, па дури и вештачката интелигенција, така да мора да го имаме ова предвид како факт дека електрификацијата ќе придонесе да имаме потреба уште повеќе обновлива енергија произведена од чисти извори, за да се покрие целиот тој јас кој што очекувано е да расте со секоја година што поминува. Четвртата порака е нешто што мене многу лично ме охрабрува, а тоа е дека Западен Балкан треба да престане да се гледа како регион кој што цело време очекува помош од странство, од Европската Унија, од други донатори. Мислам дека имаме потенцијал, мислам дека имаме капацитет да некои проекти сами да ги направиме, бидејќи имаме поддршка од Европската Унија, имаме поддршка од други донатори, од меѓународни финансиски институции. Сега сметам дека капиталот е најмал проблем, финансискиот капитал, и треба сите засегнати страни, сите актери во државата да преминат кон имплементација и кон спроведување на важни инфраструктурни енергетски проекти кои што ќе овозможат повеќе чиста енергија да биде ставена во системот.